Гледате, стрес како збор доаѓа од латински збор кој што значи тесност или кој што значи затегнатост. Значи, потеклото на зборот стрес доаѓа од таму. Нешто кое што е затегнато или некој кој што е стеснат. Никола Орцев. Да, имам консултација 1 на 1, може да ми пишеш порака после лајвот на Инстаграм. Ќе ви објаснам. Имам консултации, знаете, сигурен сум, поради тоа што има и нови луѓе кои што се уклучуваат, ама имам 1 на 1 консултации со клиенти, така да доколку сакате да работите со мене, може да ми се јавите. 078-261-771 е мојот број. 078-261-771 го имате на социјалните медиуми. Океј, значи стрес е кога имаме некоја тензија, некоја затегнатост или некој притисок, и тоа е нормално, поради тоа што кога ќе видите зборот стрес, тоа и укажува на некоја затегнатост. Кога човекот е под стрес, нели, е затегнат, не е релаксиран, не е опуштен. Сега денеска ќе зборувам за негативен стрес, но ајде да кажеме дека има и позитивен стрес, да речеме, поради тоа што е стрес во однос на постигнување на некоја цел. Ако сакате да се качите, например, на планина, ќе имате стрес на нозете. Ако сакате да го ојачате телото, ќе имате стрес на мускулите. Поради тоа што стресот воопшто не е проблем, мислам дека пристапот кон работата која што ви предизвикува стрес е проблем. Поради тоа што стресот, ако го земете во однос на постигнување на цел, вие мора да имате некој тип на стрес во однос на да дојдеш до нешто. Кога ќе видите врвните спортисти, тие се под стрес, кои имаат утакмица за прво место се под стрес, кои имаат надпревар се под стрес, поради тоа што имате влог, на некој начин сте под стрес и така натаму. Но една од работата е и како човекот се однесува кон привремените порази, и ако има став кон привремените порази, дека и тој привремен пораз, зборам за привремен пораз, затоа што нема пораз ако не се откажеш, или нема пораз ако поразот е ако имаш лоша состојба на умот, или поразот е ако имаш лош став. Само по себе е поразително ако човек има лош став. Ама да, стресот, некој стрес мора да го имате, поради тоа што некој кој што сака да полага испит има стрес, сакате да отидете, не знам, да зборувате пред јавност, може да имате стрес, ама тоа не е лош стрес, тоа е напредок. И има глуп стрес, кога човекот се е под стрес за некои работи, например, кои што можеби не мора да биде. Така да денеска ќе зборувам за тоа. Но ќе даваме една убава дефиниција за стрес. Оваа дефиниција мислам дека е од доктор Ричард Лазарус. Мислам дека од него. И ќе ја парафразирам, не е директен цитат, а тоа е дека стрес е кога мислиме дека немаме доволно ресурси во нас за да се справиме со проблемите надвор од нас. Ајде да повторам пак. Стрес е кога мислиме дека немаме доволно ресурси во нас за да се справиме со проблемите надвор од нас. Сега, што ова значи? Гледайте, ако човекот има, ако врне дожд, да речеме, и ако не носиме чадор, а многу врне, ќе имаме ли стрес? Да, поради тоа што немаме ресурс. Во овој случај што би бил ресурс? Ресурс би бил чадорот. Така, окей. Но ако човекот има чадор, он не би имал стрес. Кога нема чадор, нема ресурс, би имал стрес. Ако излезете да частите пријатели со 500 денара, ќе имате ли стрес? Да. Зашто? Поради тоа што немате ресурси. Ама ако искочите да частите другари со 5000 или 15.000 денара, тогаш немате стрес од многу едноставна причина, поради тоа што имате ресурс. Значи, гледате, ајде да го парафразирам, мислам дека беше Ричард Лазарус, доктор Ричард Лазарус, а тоа е дека стрес е кога мислиме дека немаме доволно ресурси во нас за да се справиме со проблемите надвор од нас. Сега, ајде да речеме имате некој човек кој што има стрес да говори пред јавност. Зошто би имал човек стрес да говори пред јавност? Ако размислиме.
поради тоа што мисли дека нема доволно ресурси во него за да се справи со тој проблем. Поради тоа што ако човекот, да кажеме, би имал вештини на јавното говорење, он дали би имал стрес? Би веројатно би имал помалку стрес. Ако човек би го направил нештото и добие способност, затоа што ние, гледате, способноста ни ја дава довербата во нас. Ако ние имаме способност, така, ако знаеме како нештото да го правиме, вие би имале многу помалку стрес. Замислете некој човек кој што вози автомобил и долго време возил, сега треба да извози до, не знам, до Хрватска треба да оди со кола. Ако човекот има способност и ако е комотен и ако има самодоверба и ако знае како да вози кола, него идењето до Хрватска нема да му биде стрес. Но ако имате некој почетник кој што ја нема самодовербата, кој што го нема знаењето, кој што ја нема способноста да вози кола и да ужива, тогаш во тој момент тој би имал многу стрес, поради тоа што го нема направено ресурсот во него, а тоа е во овој случај знаењето или способноста или што и да е, за да може да се справи со проблемот кој што е надвор од него. Така, поради тоа што ако имате некој проблем, а вие немате во вас ресурс, имате мал ресурс, тоа секако ќе ви предизвикува стрес. Но ако имате нешто кое што во вас ви дава сила, ви дава моќ, а тоа е знаење, тоа е способност, тоа е работа на вас, осознавање на многу нешта, затоа луѓето кои што имаат многу знаење и кои што прават многу работи, они имаат многу повеќе самодоверба од некој кој што ништо не прави. Но и за да ја добиеш ти таа самодоверба мора да излезеш надвор од комфорт зоната, а и самото тоа што ќе излезеш надвор од комфорт зоната ти е стрес, но со самото тоа што излагаш надвор од комфорт зоната ти не знаеш. Значи што ни прави стрес во овој случај, некој незнаење или немање на доволно ресурс човек да се справи. Ајде да речеме човек е многу комуникативен, има самодоверба и така натаму. Ајде кажеме излегол со другари и сваќа дека нема доволно финансии. Сега, како ќе реагира на таа ситуација е многу лична работа. Ајде кажеме човекот излегол во некоја кафана каде што не го знае сопственикот и каде што никого не знае, а може да дојде, може да им каже на конобарите, може да го викне менаџерот, може да разговара со него и да му рече: слушај, пријателе, ваква е ситуацијата, частам другари, ама моментално средствава не земав доволно средства, ќе се вратам за саат време, само идем да земам пари или доаѓам утре од Савајле да ви платам. Океј? Ако ја има комуникацијската вештина, дури и самото тоа што може би ги нема финансиите, може да му стане смешно или може да му стане по-релативно нестресно, отколку некој можеби кој што ќе рече како сега ќе се справи со оваа ситуација, така? Затоа, например, комуникацијските вештини или вербата во себе си или ставот кој што човекот го има кон околината е нешто кое што е многу важно. Има еден мотиватор, Гери Вајнерчук, вели: вашиот најголем ресурс во животот е вашиот став. Сега, гледайте, ако човекот има добар став, он го има ресурсот во него. Но што е тоа што предизвикува уствари стрес кај луѓето? Лошиот став. Зашто? Поради тоа што лошиот став ве намалува. Лошиот став, вие си ги цедите ресурсите преку лошите ставови. Не можете, не ве бива и така натаму. Секој човек кој што ќе окаже тоа, секој човек кој што збори негативни работи, он предизвикува стрес. Зошто? Зошто човек што збори негативни работи предизвикува стрес? Затоа што го прави проблемот поголем. Гледате, човек кој што збори негативно постојано, што прави? Он прави проблеми околу него, проблеми и начинот на кој што го кажува тоа, гледате, после тоа делува кај другиот човек. Да ви кажам наједноставно, ставот колку може да го редуцира стресот кај некој човек. Сте видели, например, некој детенце вози точак и ќе падне од точак. И кога ќе падне од точак, прво што прави? Ја гледа мајка му, како мајката реагира. И имате некоја мајка, он ќе падне од точак, детето пред детето да знае дали го боли или него боли ноџето, он прво ја гледа мама. Мама се смее. Сине падна, нема гајле, окей, продолжи. И детето ќе прекина плаче и так си вози со точачево. Ама сте виделе некое дете кое што ќе падне, ќе погледне мајката и мајката ќе испаничи. Леле, што направи? Мајката ќе почне да вриска. Он после тоа после 5 секунди детето почна да плаче. Зошто? Зашто сега детево добива сигнал од мајката дека гестот што му се случило е проблем.
затоа што сега гледа мајката како реагира и детето затоа што не знае, се он паднал, се вика треба да плачам, не треба да плачам, он уште се сомнева дал се колеба дал да плаче, дал да не плаче. И сега она што го тера да плаче е како околината делува на тоа. Имате некоја девојка која што има 30 години. Сега она нема проблем дека не е мажена. Ама околината доаѓа, бабата, тетката, мајката, ајде шо напри 30 години имаш, зашо немаш дечко, до кога вака мислиш? И сега, она прибери информации од околината, она си имала свој став. Абе, не голема работа за 2-3 години, ќе се омажам, ќе се најдам дечко, супер, ќе биде, немам никаков проблем. Ама околината со нивниот став почнува да ја прави на неа ситуација каде што она го менува ставот во врска со незината состојба. И кога она ќе го смени ставот во врска со незината состојба, леле, он има 30 години, нема дечко, што ќе прави, и сега е проблем, и самата таа ситуација и предизвикува стрес, поради тоа што си го намалува ресурсот, поради тоа што надворешниот универзум, тој надворешниот свет, тој околината која што околу вас, бомбардирајќи ве со дадени информации, ве намалува, за да фактички после тоа човекот има проблем, поради тоа што ги прифатил согледувањата, зборувам за негативни согледувања и гледишта на околината, секако не позитивни, затоа што гледате, кога имате позитивно гледиште, тоа е против отров за стресот. Што е против отров за стрес? Позитивно гледиште. Се друга работа да ви кажам, гледате зашто ставот и акцијата е против отров за стресот, затоа што е стрес? Стрес е, што рековме по дефиниции потекло на зборот, е дека е некој затегнат мал простор. Сега, ако ти бутнеш, ако имаш некој проблем што те напаѓа и ти бутнеш контра проблемот, ти правиш простор. Така, не си веќе мал, не си веќе затегнат, ама гледайте, што е тоа што ве прави мал во суштина? Мислата за проблемот која што имате и мислата која што ви имате за сами себе. И сега, ако човекот има став за себе дека не го бива, дека не е добар, дека не знае, дека е ваков, онаков или каков и да е, гледате, кога човекот го има тој став за себе, он веднаш се става во позиција на намаленост и се што е и релативно нормално, онако е намален, изгледа проблем, затоа што е поголемо од него. Да ви кажам друг пример како ставот може да го смени, да ви ја смени гледиштата за стресот. Во Копенхаген имаат една многу убава изрека. Нема ова го имаат секаде веројатно во некој дел од Северна Европа, Северозападна Европа и така натаму, а тоа е дека нема лошо време, има лошо облечен човек. И се гледате, кога човекот вика нема лошо време, има лошо облечен човек, ние ке залади. Сте видели ли, например, у Скопје? Ајде, сигурен сум дека и во другите градови во Македонија, ама ако е ова пример за во другите градови во Македонија, сакам да ми пишете. Дали сте виделе една многу чудна ситуација што се случува кај нас у Скопје? А тоа е дека кога ќе почне да врне, како луѓево да нешто се променува во расположението, не на расположението на ментално ниво, да, и на ментално ниво. Луѓето ќе речат, како си, како времето е. Сега, ти не треба да зависиш од времето, него треба да ти да имаш свој став, без разлика какво е времето. Но друга ми беше поентата, кога ќе почне да врне, се ствара неверојатна гужва у сообраќај у Скопје. Дали ова вака и во другите градови? Ова ме интересира, затоа што за мене е многу чудно да кога ќе почне да врне малку дожд, коливе, гужви се прават у Скопје, хаос се прави, такси не можеш да најдеш, како да е кој знае што се случило, но почнало да врне. И тоа не врне нешто кој знае колку, ќе почне да врне, ама ако ќе почне да врне, како луѓево да се паничат, да се вознемируваат, ако почне да врне, и она што се случува, имаш, ја не разбирам зошто има толку хаос у сообраќај, може некој ќе ми објасни, ама ја мислам дека е доставот на луѓето што го имаат, кога ќе почне да врне, дека они треба се приберат дома, леле дека нешто ќе се случи, нешто ќе наврнат, ако наврне како да е од чекер, ќе нешто ќе се случи, да не настине ако наврне. Не знам што им е проблемот, ама како и да е, сум приметил дека кога врне дош у Скопје, сообраќајот е хаос. Не можеш да поминеш од еден до друг град на Скопје, не можеш да си дојдеш од центар дома, не можеш, некако не функционира градот ако почне да врне дожд.
И сега си викам, добро, што може да е проблем ако почне да врне дожд? Мора да има некој став во врска со возење на автомобил и врнење на дожд. Сега, замислете, вие сте у Англија. У Англија кај што цело време врне дожд или постојано врне дожд. Луѓето немаат став во однос на дождот како што имаме ние став во однос на дождност и во однос на возење на коли. Ама кај нас кога ќе почне да паѓа дожд, луѓето нешто им се случува со сообраќајот, има метеж, има работи кои што се чудни кои што се случуваат на тема дожд и врнење. Ама тоа е поврзано со ставот, предпоставувам, кој што луѓето го имаат кога ќе почне да паѓа дожд. Тоа е еден пример дека луѓето имаат стрес. Зошто имаат стрес? Они сакаат од дома побрзо да излезат, сакаат да се стигнат дома. А не знам зошто мора да стигне човек дома побрзо кога врне дожд. Се прави гужва, се прави метеж. Како да е он па пешки да иде, по кола си, ако врне дожд. И сега што се случува? Има проблем во сообраќајот. И сега тој проблем во сообраќајот предизвикува стрес, зашто поради тоа што има стегнатост. Гледате, стрес е поврзан многу со нашето гледиште на работите. И колку подобри гледишта на работите имате, толку помалку стрес човекот ќе искуси. Ако имате ситуација каде што дадени работи во околината ве притискаат, ова сум го зборувал, ако имате на работното место човек кој што предизвикува стрес од тоа што не смееш да направиш грешка. Сте виделе на работното место ако имате некој што ви лови грешки цело време, грешка си направил, грешка си направил, грешка си направил, грешка си направил, и човек што не смее да сгреши, он нема простор. Ама човек кој има простор, има слобода да греши, он нема стрес. Гледате, на крај краишта, кој многу има стрес? Перфекционисти. Сте виделе перфекционисти луѓе колку стрес имаат сами? Они си прават стрес. Зашто? Не си дават слобода да грешат. Зашто гледате, луѓето мислат, леле, ако сгрешиш нешто, кој знае шо? Па добро, си сгрешил, ќе научиш, ќе учиш од таа грешка, ќе имаш нареден обид. Ама кога човекот има страв да не сгреши, он е стегнат. Поради тоа што има став кон грешката. Колку би било поубаво, луѓе, замислете, родителите нас да не учеле, сине, иди греши. Сгреши ќе научиш, само да не се глупи грешки, да не е дрога, да не е пијанчење, да не е нешто друго, такви коцка да не е, тоа се глупи грешки. Ама иди греши, иди пробај у животот, иди сгреши, иди види. Немало да имаме таков став на тема грешка. Ама ако сте имале родител, пази, немој да ме посрамиш, пази ова да го направиш. Ја не викам дека не е добро да се воведат кај младите генерации етика, морал и вредности. Не го викам тоа. Треба. Знаете, порано со мајка ми јас знам кога ќе се возе во автобус, сине стани, постара господје, ајде стани ти, нека седне она, и ме учеше на манири. И сите ние сме били учени на манири. Но исто така сме имале ситуации каде што не учеле дека грешката е проблем. Имаше ситуација каде што ја во основно училиште ќе добиев некоја послаб оценки, учителката ќе ми се милитеше и ќе ме праша да му кажеш на татко ти или на твоите дека бла 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 се добил. Ја ќе кажев, моите не ме караа мене на таа тема. И татко ми кречеше, добро бе сине, вика, и сите оценки се за студенти, сите оценки се за ученици. И да добиеш единица и двојка, секако си има петки, ама да кажеме ќе добиев единица, двојка, и тоа е за ученици. И некако ме растеретуваше самото тоа. И на учителката ми текно еден ден и викам, што рече татко ти? Викам, па и единица е за ученик. И зајќута, жено. Ама сакам да кажам, гледате, многу е релативно како гледаме на некои работи. Тоа не значи дека не треба да имаме цели, тоа не значи дека не треба да бидеме амбициозни, тоа не значи дека не треба да имаме визии, зашто треба. Пред 2 лајва зборев за гениалците од доктор Алфред Бариос, 24 карактеристики на гениалци, колку е важно да имаме цели, да имаме амбиции, да имаме соништа, ама пристапот кон нив е тоа кој што ни го прави стресот. Да, луѓето ќе зборат за нас, како луѓето ме гледат, па што е тоа? Пак е притисок од околината. Гледате? Што вие гаеле што луѓето ќе кажат ако имате добра намера, и ако имате добра идеја, и ако имате добра цел? Што вие гаеле што луѓето ќе кажат? Зашто ако ти го направиш тоа, што вие гаеле што луѓето ќе кажат? Што ти гаеле што луѓето ќе кажат? Ти ќе си направиш простор. И ако си у некоја околина на работа каде што цело време ти ги ловат грешките, па окей, направи разговор со тој што одговорни, да речем, слушај, во средина каде што се ловат грешки, најмногу се греши. А во средина каде што човекот е охрабрен да има имагинација и да има иницијатива, без да му се ловат грешки,
најубаво се работи. Зошто? Поради тоа што иницијативата е твојата акција кон градење на светот. Знаеш, стрес имаат повеќе оние кои што не креираат. Гледате колку е важна креативноста, да имаме цели, да имаме визии, затоа што ние правиме потисок кон универзумот. Ти кога си у комфорт зоната, универзумот прави потисок. Потисок значи те смалува, значи ти предизвикува стрес. Потисок универзумот прави кон тебе. Решенија за проблеми. Човек кој што живее во минатото, он е веќе притиснат. Ама човекот кој што живее помеѓу сегашноста и иднината, ова сакам да го запамтите, човек што живее помеѓу сегашноста и иднината, тој секогаш бара решенија, а решението е вашето притискање и буткање на проблемите надвор од вас. Песимистот никогаш не бара решение. Оптимистот секогаш има помалку стресен живот, зошто? Поради тоа што во мислата го наоѓа решението. Песимистот не го наоѓа решението. Гледате, затоа има стрес. А оптимистот што прави? Оптимистот вика ќе најдам решение. Он живее помеѓу сега и иднината. Сака да ги реши проблемите. Кога имате позитивна мисла, кога сакате да превземете одговорност, гледайте, одговорноста значи да го направите животот подобар, да ја смените состојбата од какви да вие ако не сте задоволни со неа, да ја направите во подобра состојба. Како ќе го направите тоа? Преку решение и преку план. Кога ќе почнете да го реализирате тоа што сте го испланирале, како да дојдете до подобар живот, нема да имате многу стрес. Ама човек што цупка у место, кој што нема планови и решенија како да ја промени својата судбина и иднина, која што во многу ситуации зависи од нас, тогаш човекот кога ги има тие решенија, он има помалку стрес, поради тоа што креира простор. А пак ако има став дека и да сгреши не е проблем, ќе научам и ќе превземам знаење ново од таа грешка, ќе повторно ќе превземам акција за да го подобрам животот, човек е шампион. Поради тоа што кога видите високо на скалава на емоции, ова скала од филозофот Хабард, ова скала на емоции, горе е игри. Гледате, игри и акција. Сега, ако вие правите акција, ама како да си играте со животот, гледате, имате многу добар став, поради тоа што го гледате нештото како игра. Гледате, играта е таа која што ќе ви го даде убавото чувство дека живеете и дека не е така страшно и сериозно. Така да многу е важно да човекот има идеи, да човекот има визии, да човекот има планови. Зошто? Па поради тоа што со самите решенија кои што ги изнаоѓате, гледате, вие креирате простор. Ако не изнаоѓаш решенија, немаш решенија ако не си позитивен. Немаш решенија ако немаш позитивен став. Ако имаш негативни мисли, ако имаш негативен став, ти самиот си прави стрес. Поради тоа што не ги наоѓаш решенијата, не го шириш просторот, зашто ние го шириме просторот преку решенија. Сега, до вас е како ќе гледате на работите. Многу е убаво кога си задоволен дека ти си го изградил својот живот каков што е. Ја мислам дека нема поголема од среќа во еден момент да констатираш, да речеш, животов е горе-доле како што го сакам. И кога ќе достигнеш тоа ниво, направи поголема идеална сцена, направи поголема визија, уште поубаво нешто, иди уште понапред во врска со некои работи и дојди до уште поголемо ниво на видување, односно уште поголемо ниво на подобрување. Зошто е важна целта? Затоа што ако ја изгубиме неа, тогаш човекот има стрес поради тоа што не знае кај оди. Он кога ја има целта и кога има визија и знае кај тера, има многу помалку стрес затоа што знае дека може да контролира. Друго, стрес имаат луѓе кои што контролираат, сакаат да контролираат работи кои што не може да ги контролираат. Во животот не можете да контролирате се. Контролирај ги работите кои што може да ги контролираш ти. Работи кои што не зависат од тебе, не ни мисли на нив. Мисли на работи кои што зависат од тебе. Поради тоа што кога ти се зафаќаш со работи кои што зависат од тебе, ти го менуваш тоа што можеш да го смениш. И тогаш знаеш дека си делувал, да се вратиме на цитат на кој да го кажеш од Инстаграм на почетокот, дека ако не направи нешто што треба да направи, има стрес. Да, ако ти направиш нешто што треба да го направиш, ти нема да имаш стрес поради тоа што си знаел дека си го направил тоа што си морал и си требал да го направиш. Знам, ја кога студирав, ако добиев, например, не знам, 9, а не учев, ми беше криво, ама ако добиев 9 и учев, не ми беше криво. Поради тоа што знаев дека сум дал се, си направил се, си преземал одговорност. Поради тоа што одговорноста е да ги подобриш работите
околу тебе, на луѓето околу тебе и твојот живот на подобро. Сега, ако ти ги подобруваш работите околу тебе и животот твој на луѓето подобро, нема да имаш многу стрес. Ке имаш стрес доколку животот притиска врз тебе, а ти не притискаш врз животот. А за да притискаш ти врз животот, прво мора да имаш визии, идеи, цели, мора да имаш позитивни мисли, мора да имаш верба во себе, мора да стекнеш знаење, мора да учиш, затоа што тоа ти дава ресурс на наградба на себе си, работа на себе си, да зајактеме ние како битија. И кога човекот има таа самодоверба и сигурност во себе си, он го има огромниот ресурс за да победи во животот и да ги надмине, односно да ги најде решенијата за препреките на патот кон целта. Така да моќта е во решенијата кои што вие треба да ги најдете за да дојдете до повисоко ниво. Поради тоа што во животот мора да одите понапред и понапред и понапред и понапред. Убаво е кога ќе постигнеме целта, земете си една недела одмор, ама немојте да се зимате 25 дена одмор, поради тоа што после тоа доаѓа досадата и после тоа доаѓаат повторно негативните мисли. Ама кога живеете помеѓу сега и помеѓу иднината и ги барате решенијата работите се супер. Моето мото, цитатот од филозофот Хабард, кој што кажува во многу дела дека животот е игра, но има едно мото, вели колку посериозно и придете на играта, помалку шанси имате да победите. Не ги зимете работите пресериозно, земете ги несериозно, одговорно, без сериозност, ама одговорно, барајки решенија. Сега, гледайте, целата идеја е, Кристина вели што со повисоки цели тоа е стрес. Кристина, не е стрес ако имаш добар став. Ако ти имаш цели и сакаш да дојдеш до целите, ама ако имаш околина која што те гледа, ако имаш околина која што не годува, ако имаш околина која што те критикува, тоа е тоа што прави стрес. Околината во која што ти обстојуваш. Ако ти имаш друштво кое што се надпреварува со тебе, кое што гледа дали ќе успееш, дали не успееш, ќе ти предизвикува стрес, ама ако имаш друштво кое што ќе ти даде поддршка и кое што нема да ти го земе за неуспех, привремениот неуспех, затоа што зборувам за привремен неуспех, човек кој што не се откажува, тој ќе дојде до целта, ама не се откажува со кејф, он со љубов оди кон целта. Он не си предизвикува стрес дека не стигнал сега до целта. Па ако не стигнеш овој ден, ќе стигнеш утре. Ако не стигнеш утре, ако продолжиш, ќе стигнеш заутре. Само оди. Затоа што проблем е кога човекот нема цел. Затоа што кога човекот нема цел и не оди кон целта, знаете што ќе направи? Ќе ми изговори. Видите зашто се изговорите? Затоа што човекот веќе нема цел, нема амбиција. И изговорите да го релативизира стресот. Нема човекот цел, не може да успее, пари тоа што в Македонија, бла, 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 и сега нема стрес. Не, тогаш само си заборавил на целта и ја немаш амбицијата. Ама, кај да е, затоа што си убарата на постојањето и животот преку изговорите, стресот ќе ти дојде, не од друго, него од сам себе, поради тоа што ќе почнеш да ги гледаш работите негативно. Ама ако имаш цел и ако не се откажеш, а при тоа имаш став дека окей да не стигнеш до неа, ти дај се од себе да го фатиш рокот, ама ако не го фатиш рокот, не се себе камшикувај. Има нареден ден. Само не се откажувај. Ама мора да го имаш позитивниот став. Така да позитивниот став е тој кој што ја прави целата разлика во целиот овој проблем. Ако човекот го има позитивниот став, ќе си го намали стресот. Ако човекот има негативен став, ако има негативен став, ќе има негативна мисла, ако има негативна мисла, нема решение, ако нема решение, тогаш има потисок, а ако имаш позитивна мисла, оптимизам, ентузијазам и решение, ги буткаш проблемите надвор од тебе. Океј? Силата ти ја дава само довербата. Правете работи кои што ви даваат сила. И теретана идење ќе ти направи сила, поради тоа што и во теретана, кога буткаш тегови, ги буткаш теговите, учиш умствено да ги буткаш проблемите. Што друго ти дава сила? Знај, запиши се на курс, долгорочни цели, биди посветен, дојди до способност, иди на обука, чиракувај некаде, гледај од луѓе, учи од луѓе кои што знаат, гледај кој постигнал нешто, биди со нив.
Тоа е нешто кое што мислам дека е многу важно, малку луѓе го прават, не ќе да чиракуваат, не ќе да отидат да собират знаење од мудреци или од некои луѓе што се многу добри без пари. Иди пола година работи кај некого без пари, кој што многу е добар во она што сакаш ти да го направиш, да видиш дека ќе се намали стресот, поради тоа што ќе сватиш дека можеш. Океј, да, убави коментари. Ви благодарам ја на убавите коментари. Се гледаме повторно петок, се надевам. Поздрав, чао, имајте убав ден.